се подобри во нивниот живот, во сервисите на луѓето со посебни попречености и потреби, на како што значи граѓански активизам на локално ниво, како може да се сменат локалните акцијски планови, како општината може да се вклучи во промените, односно подобрување на политиките во консултативен инклузивен процес со граѓанските организации и самите граѓани и нормално со подобрување на законската пракса, законските рамки и пракса. Многу ви благодарам. Во Западен Балкан и да се создаде поволна средина за соработка и партнерства во процесите на креирање политики и донесување одлуки поврзани со социјалната и економската инклузија на лицата со попреченост, борба против дискриминацијата и стереотипите. Во овој проект имаме неколку партнери, односно Каритас од Босна и Херцеговина, Каритас од Косово, Македонски Каритас, Каритас Црна Гора, Унија на организации на лица со попреченост на Босна и Херцеговина, Центарот за младински активизам КРИК од Северна Македонија, како и Форумот за младите со инвалидитет од Србија. Додека па координатор е Каритас Србија. Ќе вклучам неколку целни групи, а тоа се граѓанските организации кои што работат со целните групи, односно со лицата со попреченост, кои што ќе имаат можност да ги зајакнат нивните капацитети за да станат релевантни актери во социјалниот и економскиот развој на своите земји и нивната европска интеграција. Младите лица со и без попреченост. Преку создавање на јак корт ќе се зголеми вклученоста и влијанието на младите и ќе се постават темелите за нивно регионално мрежување. Исто така, јавните институции се една од всушност социјалните групи, кои што ќе имаат можност да воспостават диалог со граѓанското општество и преку размена на информации и знаење да развијат поинклузивни социјални и правно согласени политики за лицата со попреченост што ќе одговараат на ЕУ стандардите. Услугата живење, помош и нега во домот, која што ја реализираме на територија на општините Велес, Росоман, Градско, Лозово и Чашка, каде што имаме 37 обучени негователи кои што можат да испорачуваат оваа услуга на територија на Вардарски плански регион и од минатата година, од неодамна, започнавме со имплементирање на услугата лична асистенција, која што ја реализираме на територија на општина Градско и на општина Велес.